Почитувани, Заев за една година исплатил 350.000 евра за хонорарци, а можел да купи 7 болнички возила. Овие 350.000 евра да се потрошеа на болнички возила, можеби ќе можеше едно од нив да го спаси животот на овчарот од Кратовско, кој почина во болница, откако претходно 5 часа доктор на раце го носеше за да го спаси, затоа што немаше болничко возило кое можеше да го земе. Овие 350.000 евра, наместо за хонорарци на Заев, можеа да се потрошат за вработување на медицински персонал, па можеби ќе имаше кој да ја даде кислород на жената што почина во Штипската болница, затоа што немаше кој да ја даде кислород. 350.000 евра се пари со кои можеа да се набават десетина илјади вакцини, но наместо за тоа се потрошија за исплати кон синот на Самка Ибримовски, председателот на СДММ Марко Михаиловски, квази независниот колумнист Петри Царачини и други апологети на Заев. Со 350.000 евра власта можеше да набави десетина илјади теста за ковид, таблети и разни терапии, но наместо за лечење и спасување на човечки животи, 350.000 евра во ек на пандемија беа потрошени за згрижување на коалициони партнери, функционери од партијата, нивни роднини и така наречени независни колумнисти. 350.000 евра се пари со кои можеше да се направи многу и да се спасат стотици животи, но Заев одбра да ги дава за хонорарци негови партиски активисти, коалициони партнери и дежурни фалбаджии во медиумите. Ви благодарам на вниманието.